Одборец за македонска независност, кој територија на Бугарија ја прогласуваше за македонска до самопрогласен бугарофил, реториката на еден поранешен македонски премиер се менува со неговото седнување во премиерското столче, како Љупчо Георгиевски од Патриот, барем според неговите зборови, прв започна со своите ставови да ги руши позициите на Македонија во преговорите со источниот сосед. Георгиевски беше човек кој во борбата за власт говореше во стил на најголем македонски патриот. Денеска ги слушаме нашите пирински браќа во Македонија како формираат своји здруженија. И оттаму повекуваат дека се македонци, им даваат до знаење на бугарите дека се македонци и зборуваат за Македонија. Сепак реториката на поранешниот македонски премиер се менува со доаѓањето на власт од најголем македонски патриот во годините кои следуваат по 98-ма, како што самиот кажува, станува бугарофил. Зошто сметам дека сум бугарофил? Прво, заради неколку причини. Затоа што сметам дека историјата кажува дека македонскиот и бугарскиот народ, ако ја тргнете оваа официјална историја на страна, кој ќе ги погледнете фактите, ќе видите дека македонскиот и бугарскиот народ во историјата биле најблиску и имале најголема соработка. Јас постојано повикувам историчари, доктори на науки да изберат кои сакаат доја за да зборуваме за таа македонска-бугарска историја. Различна реторика Георгиевски имаше кога е во прашање најголемиот македонски револуционер Делчев. Тој во низа со други револуционери беше македонски. Идеите на Гоце Делчев, идеите на Дамјан Груев, Никола Карев, Сандански и плејада на други македонски револуционери. За потоа Делчев да стане човек кој пишувал и комуницирал на бугарски литературен јазик, без разлика на тоа какви идеи имал. Сите документи се напишани на официјален бугарски јазик, литературен од тоа време. Значи сите тие писмата сега на Гоце Делчев, независно од содржината таму дали се изјаснува вака или така, Гоце Делчев има и општи писма. Дава наредба, ти оди таму, ти оди ваму, ти оди. Гоце Делчев има лични 30 и некоја писмо и тоа Македонската академија го има објавено на време. Сите писма на Гоце Делчев се на официјален литературен јазик. Патриотскиот дух го покажуваше и во собранието од позиција на пратеник. Гласно бараше да се свири македонската химна, на што тогаш се противеше неговиот најголем политички ривал Бранко Црвенковски. Кој е за да се свири македонската химна и кој е против да се свири македонската химна? Дали некој се плаши? Дали некој се плаши ако крене рака дека е за македонската химна или ако е против македонската химна дека нешто греши? Од патриот стана човек кој предложуваше нарушување на територијалната целовитост на Македонија, каква сега ја знаеме, како решение на проблемите со албанците и внатрешниот конфликт на стартот на 21 век. Тој сметаше дека размена на територија би била правилна одлука, како што соопшти тогашниот министер за одбрана Љубен Пауновски во 2001. Георгиевски директно му соопштил дека мора да се разделиме со албанците, да им дадеме територии кај Дебарско и Гостиварско-Тетовскиот регион, територии кои со прст ги означил на карта, а остатокот да го носиме кај нашите во Бугарија. Smatrate li nakon svega i danas kako je, da tako kažemo, humano preseljenje i razmjena teritorija jedino rješenje za makedonsko-srpsko-albanske odnose? Па, на неки начин ја мислим да тоа не е лоша идеја, али мислим да сада албанци не ќе тоа прихватити. А овде на територија Македонија они се веќе добили веќе просторе него тада што се имали. Сада они веќе имају и Стругу, и Кичево, Пола Куманова, добро половину Скопје. Љупчо Георгиевски е политичар со богата политичка биографија, како во однос на функциите, така и во однос на промена на своите ставови. Тој е првиот претседател на ВМРО ДПМН, на таа позиција беше 13 години, од 1990 до 2003 година. Тој беше и првиот потпредседател на Република Македонија по прогласувањето на нејзината независност во 91-ва. Од 98-та до 2002-та беше и на позицијата премиер. Падот од власт значеше и крај на неговото шефување во ВМРО ДПМН. Неколку месеци по неговата смена од лидерското место тој ја напушта партијата и формира нова ВМРО Народна, пошто полека заминува во еден вид политичка пензија, но сепак не пропушта шанса од време на време да се појави со нека скандалозна изјава која удира по позициите на Македонија, токму во однос на спорот со Бугарија.